Добар ден и поздрав до гледачите на Ирис телевизија. Отворено на тема. Отворено е нормален разговор, што би се рекло диалог, нешто што недостасува во Република Македонија, на тема колку да не видиме парламент, нели? Во парламентот нема тема, сите зборуваат она што им се каже или она што сметаат дека треба. Ама да не ги критикуваме. Уште неколку дена до изборите, како што е најави во отворена тема, наша задача овде е да ви ги представиме личностите кои претендираат вас да ве представуваат со програми, но и со собствениот габарит. Не оне физичкиот, туку, иако и ни тој не е на одмет, нели, посебно по убавата страна, но со нивните морални квалитети да ги застапуваат програмите кои ги предложуваат. Програмите може да ги пишува еден, друг, трет, може да се издржани, неиздржани, остварливи, неостварливи, но тие зависат од тоа кој ги спроведува. Оно што во Македонија не недостасува, а во светот е преовладувачко, е профилот на луѓето кои се кандидираат за највисоките представнички места во државата. А нам на локално ниво не е најважно советот, градоначалникот, оние кои ги решаваат работите кои нам се насушни или секојдневни, од питка вода, чиста вода, канализација, убава средина. Модерно е денес да се зборува за екологија, но тоа е насушно, не е модерно да се зборува колку повеќе паркови, колку повеќе чист воздух имаме. Тоа е подобро за нашето здравје и за нашето расположение. И вообичаен мој вовет, а денешниот мој гостин во отворено на тема многу пати е било од оваа страна, каде што јас седам досега, и интересно е да видиме како ќе биде кога му ги поставува негов колега темите. Овој пат како кандидат за советник во Штип. Новинарот и кандидат Иван Бојаджиски. Господин Бојаджиски, добре дојдовте во емисија во отворена тема, сега од другата страна. Што малку е необично за вас после 50 на години. Да, мислам дека е сосем вообичаено за мене што го презентов овој чекор, но претходно поздрав до сите ваши гледачи, до вас лично, до оваа телевизија, која дава можности на сите кои што претендира за некаква функција во оваа општина да го кажат својот став во однос на актуелните прашања кои што се означени за граѓаните на Штип. Значи, после 55 години работа во новинарството, јас решив дека имам своја дополнителна енергија која можам да ја вбризгам во ткивото на Штип, можам да придонесам овој град да биде и поубав и почовечен. Конечно, овој град да има еден совет и еден градоначалник кој што ќе доликуваат на неговиот профил како регионален центар, што сега не е случај. Господин Бојаджиски, вие кажавте една тема на почетокот, јас ги поканав сите носители на листи и сите кандидати за градоначалници, доколку имаат време да гостуваат, бидејќи наша задача е да им дадеме еднаков третман на сите, поради гледачите и поради нив самите, бидејќи одбрале да бидат тоа што е. На Балканот има една појава 10 години наназад, а во Франција многу подамна, меѓутоа во Франција, како пример ја земам, тој е инкорпориран во тој така наречен економско-социјален совет, кој е постојано тело како совет одавно на претседателот на Франција, а на Балканот се појавија политички партии кои се обидуваат да ги артикулираат интересите на пензионерите. Во Словенија, во Хрватска, најзначено е во Србија како големо гласачко тело. Што беше интенцијата ви да се придружите кон една ваква партија? Прво, на почетокот немав намера за ваков политички ангажман, но кога ми се јавија колеги од Скопје, кога ми се јави генералот Илија Николовски, кој сега е пратеник во Собранието на Македонија, кога видов колку мои колеги од мојата генерација се нафатиле да работат во партијата на пензионери, си реков дека мене ми е местото таму. Јас сум пензионеран новинар, јас со мојата професија ќе продолжам да работам, но и од оваа сега позиција мислам дека можам да, оно што преска го реков, да дадам еден дополнителен квалитет на овој град, да се развива во истинската насога, затоа што заклучив дека градот не е во едностранно опаѓање. Он доживува една катаклизма, јас би рекол, на сите сегменти кои што се битни за една регионална метропола што Штип беше, сега не е. Господине Бојаджиски, кога рековте дека не се останува од новинарството, Господ или не знам кој, во зависност од верувањето, ги дава можностите да се артикулира собственото мислење на хартија во разните облици од новинарство и од тоа нема бегање, тоа е како судбина. Или е судбина.
Но постојат и организациони форми за кои што вам испочитуваат дека како кандидат или еден советник, зависи од волјата на гласачите, нема да можете да бидете новинар, бидејќи уредувате едно локално и регионално списание и сте координатор во ЗАМП за новинарите од Источна Македонија. Според вас или според правилата од Сдруженијето се коси ли тоа? Јас секој ќе кажам дека не се коси и да се косише, немаше ова да го направам. Прво една работа има. Јас им кажав на одговорните во ЗНМ, на Насер Шалмани, дека е понудена моето повлекување од координатор на регионалниот актив, оној момент ако станам советник. Ако не станам советник, јас се повлекувам не само од политичките функции, се повлекувам дури и од председател на партијата на пензионери, кој исто така е политичка функција и ќе си го терам животот до крајот, додека ми Господ даде, само во областта на новинарство, но пак ви велам, јас ќе продолжам да бидам новинар. Советничката функција не е функција професионална, не е платена. Да се професионализираше таа, тогаш ворете ова прашање ваши и оваа дилема лесно се разрешува. Сега нема дилема. Јас ќе продолжам да работам како новинар. Од моите новинарски содржини во моите два медиуми ќе може да се види дали јас некаде навивам за некоја страна или навивам за еден нормален град од како што треба нашиот Штип. Јас уште еднаш повторувам, се нафатив ова да станам советник во Советот на општина Штип, таму да го дадам целото свое искуство, сето свое знаење, а го имам се уште многу, да придонесам Штип повторно да се врати во некоја нормала во која беше пред 4 години. Секој од нас има вредносен систем кој го представува, а кога се бара представува и на граѓаните и го представуваат и граѓаните кои се согласуваат со тој вредносен систем. Инаку, зошто би гласале за некој, нели? Барем така и во теоријата. Предпоставувам и дека најголем број на луѓе се согласуваат со ова што јас го изнесувам. Советот е концепиран според Законот за локална самоуправа, има низа на комисии, 6 комисии има, во зависност ако донесе одлука Советот за други специализирани комисии, вие како новинар и како искусен човек кој ги видел страните на животот, оноку колку што досега живи и активен, што мислите, каде е вашето специфично место во овие комисии? Добро, моето место може да биде во Комисија за култура, информирање и спорт евентуално, но тоа си зависи од структурата која ќе се направи во Општинскиот совет на Штип. И мислам дека тоа не е и можеби најбитното прашање. Најбитното прашање е дали овој сега нов состав на Советот на Општина Штип ќе биде квалитетен. Дали таму ќе имаме луѓе, јас велам дека и на двете страни има можност да се направи еден квалитетен, најквалитетен состав до сега. Но на секој ќе имате една задршка према спротивната страна, која што има една листа на советници, па велам како граѓани Штип, како луѓе квалитетни, но фактот дека тие се учествуваат во една партија која е прилично инкриминирана на јавната политичка сцена во Македонија. Фактот дека тие се тука за да го спасат Никола Груевски, што е позната работа во целата држава, на некој начин им го одзима легитимитетот дека ќе се борат за овој град. Но и да Иако нивните интенции не можеме да испочитуваме, господин Бојаджиски, можеби имаат пред се искрени намери кон граѓаните и тие ги представуваат они кои ги гласаат. Кога имате искрени намери према граѓаните, вие не одете со човекот кој што има најголеми инкриминации направено во државата. Вашите искрени намери се гледат од тоа кон која опција се придружувате. Знаете, ВМРО ДПМН имаше една струја која реформистичка, која мене ме восхитија тие млади дечки кои ги слушав на една дебата која што имавме и вие бевте таму и јас. И јас реков, ова е нешто која оваа партија ќе постави на вистинското место во историскиот плурализам на Македонија, но тоа се внатрешни работи на една партија според прописите. Да, но тоа е моје право да го кажам. Така, тоа е ваше право да го согледувате или не. Вака, кога разговараме за она како треба да се профилира личностите кои ги представуваат граѓаните, најчесто имаме спротивставени мислења, нели? Затоа е потребна и отворена листа, но како човек кој долги години од другата страна ги следи, што мислите, што треба да поседува еден човек кога ќе излезе пред 15, 20, 50 мина, а за да се стане советник е потребно од прилика околу 1300 до 1400 гласа. Што тој треба да поседува освен самодоверба или саможал? Да, прво граѓаните пред кои тој се представува мора да знаат дека таа личност е
позитивно прифатена во односната средина. Значи тоа станува збор за личност која е позната, која зад себе оставила некое капитално дело. Јас тврдам дека во мојата професија да оставив најголемо дело во овој регион. Личност која што кој ќе помине по улицата, од 10 луѓе барем 8 ќе речат добар ден, добро утро, како сте. Личност која на 11 од 10 луѓе на 11 ќе им рече добар ден, не е битно дали се помлади или постари. Личност која ќе отиде во едно дуќенче, кој ќе иде на пазарот, кој ќе иде во една кафена, ќе праша луѓето како сте, ќе се интересира за нивните потреби, за нивниот квалитет на животот. Јас ова сакам да го кажам, го следев советот долги години и вие го знаете тоа, и можам да кажам дека ретки беа исклучоците на советници кои што си го знаеа градот. Повеќето беа луѓе канцелариски приврзеници на партијата од која се делегирани во советот, а помалку беа луѓе кои што комуницираа со јавноста. Ако не остварете позитивна комуникација со граѓаните во градот во кој живеете, вие не можете да бидете советник. Господин Баџевски, 9500 и нешто пензионери има во градот, имат свое здружение. Еве, вие претендирате да бидете нивен представник како политичка партија според законот, но она што се наметнува како заклучок сите овие години во една просечна анализа 90-тите години по инерција на годините на луѓето кои се навикнати на едни правила од системот, па го даваа гласот за едната страна, подоцна некои други нови пензионери да одеа што имаат други согледувања. Сметате ли дека овие наши сограѓани на кои секоја чест и ви им припаѓате, се манипулира со нив од позиција на нивната социјална состојба, од позиција на нивната грижа према внуците, према децата и така натаму. Сепак тоа е 9600 луѓе. Не знам дали има друга групација во Штип која е толку бројна. Нема, оваа групација, јас мислам дека и групацијата на работници во нашите фабрики, таа е прва, па се пензионерите на второ. Во стопанството ние имаме 12.000 луѓе вработени, во пензионерската организација. Не се организирани во заедница. Тие не се, да, така е. Ова што вие сега го и како констатација изнесувате може да држи вода. Зашто? Вие гледате сега што се случува на собирите, на политичките собири по нашите местни организации. Сега убедливо многу народ се собира кои ќе дојдат кандидатите за градоначалник, за советници, кои ќе дојдат од државната управа, од владата на Заев, луѓе овде се собира голем народ. За разлика од оние собири кај што ВМРО ДПМН ги организира, кај што нема луѓе. Буквално нема луѓе. Комплетно е променета сликата која што имавме во Штипот пред 7-8 години, да речеме. Тоа говори за тука имаме два аспекта. А имаме најмногу меѓу тие пензионери. Имаме голем број на пензионери кои присуствуваат на тие митинзи. И тука имаме два аспекта на тоа прашање. Едното е дека луѓето виделе дека досегашната власт ги силно манипулирала со некои ситни бенефиции, кои што нема значење во нивните животи, ами им ја одземала слободата. И тоа индивидуално, ќе ми простите, некому 600 денара му е сепак значајна работа. Нема позначена работа од слободата. Видите, јас сум новинар, јас одам во рудници, во земјоделски комбинати, во текстилни фабрики, не знам, во градежни предпријатија, и кога главниот човек ќе ти рече, ќе го прашам за некоја состојба во државата, ќе ти рече вака, се лошо ќе ти каже, и јас земам да пишам, тој вели не, ова ќе ни наштети. Зошто да се плашиш? Конечно, мислам дека во Македонија, како што вели лидерот Заев, премиерот Заев, дојде слободата, сега никој нема право да се плаши за својот став, макар нека е погрешен, да го изнесе на јавната сцена. Ние се плашевме, ние луѓето, и најбогатите, и најсиромашните се плашеа да го изнесат своето мислење. Тоа наследено ли како страф од ригидна форма на политика на една институција или убаво преземање на времето од еднопартизмот? Зашто што значи тоа ако во една плурална средина една од политичките странки има апсолутно мнозинство? Знаете, или нашиот менталитет се налепува на тоа? Многу се говори за еднопартизмот како општество кое ги заробило умовите на луѓето, што апсолутно не е точно. Јас во тој еднопартизам сум напишал 200-300 текстови кои што били против актуелната власт, против комунистичката партија, против социјалистички сојуз, младите не знаат што е тоа, но никогаш јас не страдав за тоа. Сега јас напишав еден текст против нашиот градоначалник
И јас нося сериозни последици, но не само јас. Многу луѓе носеа сериозни последици. Затоа што луѓето не знаат кога ќе заземат високи позиции, не знаат која е нивната основна работа. Прво, целиот град да го обвијат со милост, меѓу граѓаните да шират позитивна енергија, не да прават раздор затоа што тоа е негов личен интерес или нивни личен интерес. Ние тоа го се имаме во Штип, јас против тоа ќе се борам. Функционирањето на системот, недоброто функционирање на системот дозволува лична комуникација, лична однос према граѓаните. Тоа е заради тоа што системот на контрола, барем ја така мислам, системот на контрола или правна држава не функционира. Но, овде мора да ја прашам нешто за што многу пати досега сме дискутирале, а тоа е јавноста, граѓаните имаат право да знаат пред се каде од нивните пари, кои се приоритетите што вие, како бидете советник, ќе ги изберете за нив, и како ќе ги реализира. Но, бидејќи сме во предизбори, милувам да кажам дека моралниот габарит, сигурноста етичка на еден личност е она што го определува него, но и неговата работа. Еве сега имаме многу проекти, така? Сите кажуваат волку проекти, ова ќе направам, она ќе направам. И добија добарва. Доколку не ги извршат, фаличи ли нивниот мандат? Бидејќи го добиле добиле мандатот на нешто што не го прави. Секој што ќе ги излаже своите гласачи, своите сограѓани, неговиот мандат не е нормален. Неговиот мандат е со многу фалинки. Значи, и секој градоначелник и секој локален совет кој што ќе постапи спротивно од ветувањата дадени во предизборната кампања, манипулира со својот народ. Таквите повеќе не смеат да добиват право да водат една локална заедница, посебно не како што ова нашиот Штип, кој што реков регионален центар. Ние овде имаме во овој град во овие последни 4 години многу дубиози, многу работи на штета на овој град. Ја само ќе ви потсетам, ево, две работи кои што се можеби значени за градот, но луѓето може да мислат дека се маргинални, а не се. Ајде да земеме пастрамалијадата. Дојде овој градоначелник, промени се. Сите знаци по кои што Штип се разпознава се променити. Датумите нивни. Сега јадеме пастрамалија, правиме пастрамалијада на 30 степени Целзиусови. Небитно дали во тој месец го има знакот ТР. Ти мора да гледаш и во временската прогноза која имаш натре, значи. Ама само за да виде дека он нешто ново направил. Втората работа е Макфест. Луѓе мои, ако на Макфест не им дадат и на сила, ако не ги натерат службениците од општината и службениците од јавните предпријатија да влезат во сала, тој ќе биде не трагедија, тој ќе биде катастрофа. Значи, има уште многу други работи кои што се врзани со начинот на кој се владееше овие 4 години со овој град. Овој град беше препуштен на само еден човек, советот беше негова мивка. Тоа господинот Миташе, председател на советот, го кажа во интервјуто за мојот вестник, вели 4 години ние не најдовме начин да се договориме за ниту една важна работа. Може ли... Но тоа зборува и за советот, не само за... Апсолутно, ќе дојдеме и до таа тема. Може ли еден совет, еден градоначалник да обстојуваат на јавната политичка сцена, да креираат политика за градот, ако меѓу себе не разговарат и заедно неа таа политика прво таргетират, а потоа и да ја спроведат. Може ли еден градоначалник на еден председател на совет да му го исклучи телефона затоа што не му се допаѓа во тој момент председателот на советот? Ние се имаме проблеми со патолошка личност, ја велат. Со личност... Ке ве замалам, овде мојата како домаќин. Апсолутно, ова е најизбираниот збор кој можам да го кажам. Личност создадена од погрешен генетски материјал. Ево. Да, простите, квалификациите задржите ги вие, јас домаќин овде, сепак, нели? Останува како ваша квалификација. Јас би ве прашал нешто друго овде. Како долгогодишен новинар, да го искористам тоа што овде разговараме. Јавноста е нужна во работата на советот. Но, кажете ми, како го замислувате како еден советник, како позицијата на вашите колеги новинари, за да можеме да си ја работиме работата, но одговорно да го пренесуваме кон граѓаните. Досега, не велам дека не беше отворено, но, еве, може да зборуваме работи кои
веројатно нема да ги разберат нашиве сограѓани, но ние имаме една извратена состојба во која што не повикуваат на прес, а не ни кажуваат тема за која ќе зборуваат, или она што во светот е секаде познато, брифинг, каде што ние новинарите поставуваме прашања, ги наметнуваме темите кои сметаме дека се актуелни, а вака имаме нешто меѓу реклама и новинарство. Еве, вашето мислење за ова? Еве моето мислење, кој е Штип ќе добие нов градоначалник во ликот на Бочварски. Сепак граѓаните ќе кажат. Јас велам Штип ќе добие нов, нека си кажат граѓаните, ќе си кажат, и тоа е најверодостојниот факт. Втора работа, ово што вие го говорите, тоа е апсолутно една голема фалинка во работата на Советот, а и во работа на многу органи и тела во нашата локална самоуправа. Прво, новинарите ќе ги повикаме. Јас претпоставувам дека можам да бидам председател на комисија која ќе се бави и со информирањето, со врските со куќите. Да не следат критички секоја наша седница, секој настап на градоначалникот, секоја наша искажана, а не реализирана работа, и тоа критички апсолутно да ја запознаат јавноста. Нема никаква перспектива, нема иднина на онаа заедница во која ќе се лажиме едни со други. Конечно, новинарите се тука и да не прозрат. Јас бев новинар, јас ги политичарите, още кога зборува, знам дали лажат или не лажат. Сега, ќе сам од другата страна, па вие ќе знаете дали јас, дали моите собеседници, членовите на Советот од нашата политичка групација, дали новиот градоначалник Бочварски, дали говориме лажно. Секојаш и во секој време критика. Тоа само може општеството да го повлече напред. Не може да гледаме глупи работи, извинявам се на изразот, на изградот кој се случува и ни тоа го фалеме како некоја доблест, како некоја нормалност. Не може. Гледаме работа. 1000 евра вели за Штипско културно лето. Чекај, кого ние сега тука доведуваме во заблуда? Што може да се направи со 1000 евра, ако сакаш квалитетно културно лето? Во овој град доаѓал Московскиот художествен театар со Смоктуновски као европска и светска глумичка легенда. Во овој град доаѓал Македонскиот народен театар, Танец, Македонска опера и балет. Во овој град доаѓале сите познати од Булен Токуџава, не знам, кој ќе се одржеше Стушките вечери на поезијата, една група поети прво доаѓаа во Штип и една во Скопје. Што беше првото културно место, првата културна точка во Македонија. Што сме сега да ве прашаме од културата? Што имаме? Ништо. Празен простор. Ги мешаме работите во Штип меѓу манифестација и култура. Културата е вредност система, манифестацијата е забава. Но, тако е времето. Сега овде морам секој од прашањата повторувам, морам како тавтологија, но би било добро да ми одговорите. Како човек кој во овие години во кои што сте има долги сеќавања, што мислите дека оваквата поделеност која му смета и на јавноста и на институциите работата или појавите кои за сега зборуваме, можно ли е вие да допринесете со сопствениот авторитет безпотребната поделеност меѓу советниците, па и пред се меѓу граѓаните да се ублажи? Ние немаме никаква корист од ова таква поделеност. Да, јас на една кандидатка за советничка од другата страна, така да речем основно, моја пријателка, и реков, кога ќе излеземе на првата седница, или може би првата ќе е свечена, конститутивна, на втората седница. Ајде излеземе заедно и да речеме, од сега ние, 23 луѓе, овде имаме една партија. Таа партија се вика Штип. Може би ќе имаме различни мислења, ама ајде да ги просееме мислењата низ дебатите во Советот, низ отворените дебати. Дебати кога никој нема да се плаши да каже некоја работа, дури испротивна, дури критичка према мене. Јас сум човек кој прифаќа критика, не сум јас безгрешен, не сте ви безгрешни, нема безгрешен човек. Само помалку или повеќе одговор. Да, оној момент кога ќе сватиме дека сме направили грешка, дека нашиот собеседник е во право, ќе речеме да се извинувам, во право сте, ајде сега ова прашање да го решиме. Нема нерешливи прашања, значи, ако сте силно посветени на интересите на градот, на среќата на граѓаните, тоа ќе го решите прашањето. Вака кога зборуваме, тоа е нужна работа, бидејќи согласам со вас. Со вака поделеност ние нема да решиме ни еден проблем, за секој ќе имаме крупна замерка која ќе биде непринципијална. Но во еден разговори со вас, јас и вие разговаравме за структурата на луѓето кои денес се ги представувате. Вие не сте елитист,
барем оно колку што јас се познавам, сте новинари, тоа не природно е новинар да биде елитист, нели? Но префрлувањето или перцепцијата за Социјалдемократскиот сојуз, која е лева партија, Социјалдемократска партија, е дека помалку или повеќе застапува елитизам, а додека ВМРО е членовите се жртви на транзицијата, луѓе кои од истото таа политичка партија изгубиле социјална сигурност. Стои ли ова квалификација? Не, апсолутно е, мислам, погрешна. Социјалдемократијата во принцип има грижата за луѓето. Не има грижата за одредена каста на луѓе, за одредена групација. Не е ВМРО ДПМНЕ, но со овој председател на партијата, со Никола Груевски, ние добивме една елитистичка структура. Ние во бомбите видовме дека луѓе со милиони евра се богатини без ништо без да мрднат Сомалија од прст. Во исто време ние видовме дека огромен број луѓе едве го преживуваат денот. Елитизмот неприродно му припаѓа на ВМРО. Јас се сложам со вас, но он беше вграден во ткивото на раководството горе, не велам во некои пониски, во членство пониски позиции. И затоа, и ова е една политичка дебата, говориме што ќе се случи. И јас ви гарантирам дека реформите во ВМРО ќе победат, иако тоа не е моја грижа. Моја грижа е, како граѓани, грижа е на сите да имаме нормални политички партии во државата и дека ВМРО ДПМНЕ ќе се врати на своите изворни принципи, на својата изворна идеологија, не на клептоманијата и грабализмот, и тогаш партијата ќе биде навистина почитувана од сите структури, па ќе биде почитувана и од мене. Така, тоа е личен однос према вредностите, нели? Но сепак да се вратиме на локалната самоуправа и изборите. Јас започнав да прашав за тоа колку е моралниот однос према луѓето кои ги представуваат програмите. Вака според вас, како граѓани на Штипи, сега сте дел од една листа. Што е тоа што политичките партии треба да го направат, да им го ветат на граѓаните, не тоа што граѓаните сакаат да го слушнат, туку тоа што тие можат да го направат? Видите, Штипјани одамна се изјасниле за своите приоритети и своите очекувања. Прво, мора да направиме една анализа кој ни е градот, која ни е структурата на неговите жители. Човекот пред се друго е помалку битно. Можете вие оваа главна улица со злато да постелете. Ама ако видите Микили, ако видите на циганчето, ако видите она кирето како шетат по тоа, и мола за парче леп, вие не го гледате златото. Златото на вас не ви е потребно. Може и покал да кажете, ама ни еден човек не смее да биде несреќен. Не еден човек не смее да биде гладен. Значи, што е потребен на овој град, дали ние знаеме? Да, ова е сето во програмата на нашиот кандидат за градоначалник, но она што 40 години овој град на разни референдуми, политичките репрезенти на овој град стискаат раци, подпишат некакви договори. Тоа е браната на Отиња дека ќе изградат и не ја градат, тоа дефинитивно мора да го имаме. Јас утре ќе излезе мојот вестник и ќе прочитате еден многу интересен текст од разговор со професорот Трајче Стојанов, филозофот наш, еден извреден интелект, кој што вели Штипјани, младите Штипјани сакаат град со приказна. Град со приказна, значи сакат она што се во овој град го чини е суштината на нивниот живот. Да кажеме, мора да бидат социјално сите обезбедени, мора да имат пристојни плати. Дури јас велам и оваа плата од 12.000 денари минимална што е. Не е плата која може да обезбеди тоа е минимална. Тоа е минимална. Тоа е само да преживееш. Мора платите да одат нагоре. Но што му фали на овој град? Му фали спортско-рекреативен центар овој кој што е зацртан во програмата на Бочварски. Му фали Отиња како брана, која ќе се, знаете вие, биолошки минимум пуште по реката, иако оваа река нема биологија своја, се е камен. Така тоа е понорница. Биологија има во река кај што е земја. Но ќе се пуште кој ќе го разладува градот и температурите во него ќе се прилично преку летните горични намалат. Не смеат Штипјани додат на аквапарк во Пробишти, 5 пати помал град од нашиот. Не смеат на базен во Неготино, 5 пати помал град од нашиот. Не смеат на кино во Струмица, не смеат на шопинг во Кочани. Шо регионален центар смени? Ај сега да се прашаме. И на крајот, овој град мора да биде воден од луѓе кои нема да ги лажат собствените граѓани. Ако сега господинот Бочварски вели ќе ја изградам браната на Отиња во време на мојот мандат, ние треба да му поверуваме.
Ако велики изградан спортско-рекреативен центар, ние треба да му поверуваме. Но, ако не ги изгради втор мандат, не смееме да му Можеме да му повараме по закон и импичмент, но таа поставка е многу малку знаат граѓани дека половината од оние кои гласале за него, доколку соберат подписи, може да има нови избори. Но да не го актуализираме, сега прво да избереме градоначелник. Вие, господин Бојаджевски, започнате една тема за која што јас лично сметам дека многу малку се разговара во Штип. Тоа е што вие рековте, ние сме регионален центар. Тежината на тоа да се биде центар на нешто е да има придобивки, но и да пружа нешто на оно што другите го очекуваат. Сега, овде имаме еден, јас не велам судир, него туку се уште не рачистени односи. Вие го следите културната, економската, политичките збиднувања во Штип толку години. Има нешто што се нарекува културно рамниште или некој, како рековте вие, душа, дух на градот. Да, значи, градот мора да има своја душа. Така, јас многу пати сакам да зборувам за тоа дека Корзото имаше некој идентитет и некој низа на манифестации. Дали сме сведоци на една повторна, безпотребна поделеност во градот во кој овој дошол одовде, оној дошол одовде, или идентификацијата не му е она што штипјани се идентифицираат по него, од јазикот до изразувањето, па и до културните норми. Една широка дебата без жалба никого да навредиме. Вие сте погоден човек, бидејќи го следите ово. Што мислите за ова? Тоа е едно од стратешките прашања на овој град. Тоа ја определува и неговата иднина. Ќе ви кажам што кај нас се делиме може би по 10 основи. Ние само ја гледаме политичката, па не е само таа. Ние сме поделени и по социјална основа. Да, таа поделба ќе трае, но не смее да биде толкова разлика меѓу едни и други класи на жители на овој град. Втората работа по која сме поделени, по тоа дали сме од град, дали сме од село, дали сме дојденци, дали сме тука поникнати. Што исто така е една многу лоша работа. За мене работа. Јас можам само да ви кажам еден сегмент од моето прво дружење со актуелниот градоначалник, првото, јас бев голем пријател со него, и кога се формира советот, кога се конституирам, седнам, ме викна во неговата канцеларија и ми вика: Иван, јас и ти сме дојденци, странци во овој град, ама ние ќе им покажеме на овие, условно речено да не кажам, Штипјани да ги згромиме. И јас реков: извинете, мојата мајка од центарот на градот, јас сум граѓанин на светот, не припаѓам никаде и припаѓам на сите, и таков еден вокабулар не е потребен. Тогаш ми стана јасно дека ќе има некакви поделби во нашата локална власт, че родоначалник ќе биде градоначалникот. Мене ми е мило што веќе тоа сето тоа отпред ќе се прочита. Дека на Штип му е потребно единство по сите основи. Дека му е потребно единство, тоа единство сега веќе почнуваме да го гледаме. Имавме ли ние дебати минатите 4 години? Имавме ли една дебата по едно битно прашање за градот? Немавме. Зашто нема? Сега се прават дебати, граѓанските организации најповикани за една таква работа прават дебати. Сите доаѓаат, првиот човек на градот кој е најодговорен, ние избираме најодговорна личност, кој е наш татко, се вика татко на градот, не доаѓа. Зошто не доаѓа? Ќе си живее сам со својата истина. Сам на себе ќе си застане пред гледалот, ќе рече: леле, колку сум ја умен, денес не бев на дебата, денес пред 100 Штипјани јас не кажав што мислам за овој град. Не може тоа така. Значи, ево да завршам тие поделби, ние мора да ги завршиме сега, во овој мандат, во овие 4 години. Може да не ми се бендисувате како личност, може да мислам дека имате погрешни сваќања за било што важно за градот. Но јас морам да се погрижам, вие да имате квалитетен живот и морам да се погрижам да дебатираме јас и вие. И да видиме имаме ли разлики. Меѓусебна толеранција. Но ова има една друга работа во која што не почнува светот од нас, без разлика колку интелект носиме или не носиме, светот си има заслуги на генерациите кои поминува. Јас и вие многу пати сме дебатирале на тоа и денес зборуваме за тие постојани поделби, едните левица, други десница, едни народно-ослободителна борба, денес е тој празник, 11 октомври, другите по вокација војводите од 900-тите години и сите како да не били Штипјани, барем
Јас знам 240 личности кои се знаменити за Штип, некој за Република Македонија и за светот. Еве, филозофот Тодор Павлов, не го споменуваме, е македонец. Тоа сакав да ве прашам. Председател на Бугарската академија и председател на президиум, регент и така натаму. Господин Баџиски, колку како советник вие утре ќе се грижите за тоа дека ние со право го носиме наследството на луѓето кои оделе по овие улици пред 50, 100, 150 години. Еден Грличков, еден од најголемите политички мислители на Балканот. А ние немаме ни еден споменик на него. А колку ќе допринесеме со нов идентитет на ова време? Видите, овој град си има своја приказност, значи не започна од мене. Како рекол филозофот, од мене мојот од барат град со приказна. Градот си има своја приказна. Таа приказна датира од стотици години пред нас. Ова што го велите вие. Ние го немаме запишано во ниту една енциклопедија. Ниту во една книга. Кај си те личности, кај можете да ги најдете сега ако отидете? Единствено во музеот. Во музеот, како восочни фигури или како не, овде во пишани материјали некаде во тоа. Но вие немате комплетна една монографија, јас би рекол, во која што ќе видите сите славни личности кои придонеле Штип да биде ова што е денес. И тоа е една прилично проблематична ситуација за сите кои живееме во овој град, за сите изминати водства на овој град. Таа работа мора да се, на некој начин мора да се исправи, затоа што во темелите на Штип се вградени многу славни луѓе. Вие го спомнавте Грличков. Грличков беше социјалистичка легенда. Дали е можен социјализмот? Неговата книга која што го ја прочита цела Европа и стана светски бестселер, меѓу како еден знак на прашање дали еден таков систем е можен во светот и така натаму. Ние го пазите, едно од првите прашања кои како советник ќе го прашам, кој треба да има споменик во овој град? Кој треба да има улица? Кој треба да има улица? Не може да излезе градоначалникот и да каже на еден негов доктор пријател ќе му стави улица. Сега да прашате зашто, никој нема да знае. Ни он не знае зашто е ставено името на таа улица. А советниците, неговите, од неговиот состав, беа мнозинство, викат да, само клатат глава. Не може така. Никој мора да постави прашање зашто улица на тој човек. Сме имали 100 хирурзи, сега на еден хирург му стави улица, негов пријател, ворете работа. Но видите, првите две работи што мора да ги направиме, јас ќе го дам као предлог на Советот. Штип на Исарот мора да има обележје како што има кипот на слободата во Америка, како што има во Бразил она статуа Исусовата статуа. Е така. И таа статуа мора да биде статуа на жена, недефинирана. Жена, ние мора да знаеме, жената во оваа време на транзиција, во самостојноста на Македонија, социјално го спаси овој град. Социјално го издржа своите семејства. Мажите беа, се велише тогаш, дома, жените одеја на работа. Тогаш и за мали плати, сега тоа не е веќе така случај, мислам. И жената е херојот на новото време на Штип. И вие го имате Александар Македонски на плоштадо. Втората работа, чија беше првата влада во независна Република Македонија? Штипска АВК. Председател Глигоров, Клусев. Тука не може да ти става Клусев, Ѓорѓе Наумов, Мијалков и така на министрите, па дури и председател на Уставен суд и председател на МАНУ и така да. И сега, вие го имате најфиниот дел од вашиот град, кој што застанал во едно клучно време на чело на државата, вие немате еден споменик во градот. Тоа е недопуштено. Град кој држи до себе, град кој држи до својата историја, тоа мора да го... Рековте една многу интересна реченица, град кој држи до себе. Јас велам на личност кој држи до себе мора да има идентитет и она како велат нашите некогашни собраќа од Босна засвири, па запоја задени, да видат кој свира. Господин Баџиски, одржијате во дека сме поминали на 40 на минути и вака може да продолжиме до долго, бидејќи за дебата имаме многу теми, но вашата порака до сограѓаните, бидејќи ова е дозволено во вакви емисии како ваш габарит, како рековме, засвири, па за појас задени. Ајде да видиме што вие засвирите. Еве, јас, почитани штипјани, се што можеме да ве повикам масовно да излезете на изборите во недела. Ние за секои избори велиме дека се од исклучително значење, што е така, да направиме промена во
владеачката структура на овој град, да имаме градоначалник кој ќе биде силно посветен на градот, а не на своите лукративни потреби, да имаме советници кои ќе знаат што му е потребно на овој град и независно од која политичка провиненција се, да работат за доброто на градот. Како иден советник, јас велам дека јас и нашата советничка група силно ќе биде посветена на тоа. Јас ви благодарам што бете делотворена дел. Јас ви благодарам и на вас што дадовте можност да кажеме некои работи за нашиот Штип. Така. Поштовани гледачи, ова беше мојот разговор со новинарот и кандидат за советник во Советот на општина Штип Иван Бојачевски. Суштината на диалогот е и кога не се согласуваме да се слушнеме што зборуваме. Ова кажуваше господинот Бојачевски, јас поставував теми. Може би да не се согласувам, но кога ќе седам таму, тогаш ќе кажувам моите ставови. Овде сум домаќин. Ви благодарам што не следевте скоро 45 минути. Довидување до новата отворена тема.